Здраво, кате! Баша Джокси? Јас супер, ти како си? Ау, забалево многу ладно. Многу ладно. Бабца женица? Да, кога стана? Ау, јас не. Нели кажуваат, на изгреј сонце, треба да се стане и првите јајца да се варат. Јас станав, видов нема сонце, облачно е, си легнав. И без јајца оваа година? Тоа Вики го направи утрово, Джукси? Вики се разбира. Не може домакин да вапса яйца, нели? Не, домаќин не никако, само жена, мислам, се она што е до јајцата све со жените врзано. Одиме на Великден. Мислам дека никој не постои човек во Македонија кој што не ја знае приказната за тоа, но навистина Джукси мислеше дека ова ќе излезе вака, дека ќе биде една песна која што вака сите ќе не обединува никако, како химна. Не во никој случај, затоа што не знам колку ти е познато, имаше таму некои малку задржување, ајде да не кажам забрани на песната, во еден период каде што ние се уште не сме она самостојна држава, па квалитетот на таа песна, бидејќи е као странска продукција, нели, требаше да се преслуша во радиото, кај нас, во македонското радио, да се види дали квалитетот на тој снимак одговара спрема параметрите на нашата македонска радиотелевизија. Тука имаше еден застој од година дена, веќе наредната година кога дојдовме до осамостојување и црквата си доби посебно значење и тогаш на предлог на, како се вика, Јане Коџабашија, кој тогаш беше уредник на касетната продукција на МРТ, на така, и тој рече, Джокси, време е сега песнава да ја пуштиме. Првото пуштање го направи Михаил Бошковски во нековата Мак Топ 10 листа. Гласа слушателите на македонското радио, ја изгласа песната и од тогаш не беше тоа она бум преку ноќ, ме разбираш, меѓутоа ете, требаше одреден временски период да созрее во народот и веќе сега, она јас на шега зборувам, јас не ја чувствувам веќе моја таа песна од народот, односно за народот и од народот. Кога сме ке создавањето? Кога беше создадено? Во еден миг како што изгледа, така? Па баш така. Значи, тоа се тие неколку секунди во кои излегува и музиката и текстот одеднаш и тоа само благодарение на тоа, на она малоно календарче верско и каде што го отворив јас, односно и отворив на фиоката на Војна ми Перса. И никогаш не сум отварал така фиоки, меѓутоа она вратено од Сплит, немаш кади и Војко ми ајде вика, дојди сега кај нас ќе бидеш синко овие неколку дена. И од кога ја отворив фиоката, го видов календарчето, си викам Војна, викам по празници, едно отварање се отвори точно каде што е она црвено болдирано Великден. Во тој момент, значи сите оние слики се ја што сум ги собирал, доживеал во текот на тој временски период од животот, ми се вратија назад и во еден миг, тогаш му кажав на братучет ми Горан, земај, пиши. И значи воедно, и музика, и текст. Меѓутоа, саундот оној што е препознатлив за таа песна, тоа е благодарение на Тоше Попсимон. Значи морам да го спомнам него, бидејќи тој и тој беше во некоја си во некој момент каде што, бидејќи тогаш живееше на Крит. Значи има и таму еден момент кој ете, кога му ја пуштив песната, бидејќи таа воопшто не ни беше планирана да се прави, не вика остави ги другите, ја правиме оваа. И така за 10-15 дена ја направивме. Меѓутоа таму гајдите не ги снимивме. Гајдите ги снимивме дури во Скопје кога се вративме и нив ги сними Гони Жарновски. Тогаш беше он во група на Клержо со овие тројца во Джамба се сеја што Банков Блуз Бенд што се рекламира.
И сега кога вака заживува, значи овие празници се веројатно милем за душа за сите македонци, но особено за некој кој што така некако извликнала од неговаа тема. Така, нели? Сега велиш дека е на народот, но и твоја е сепак некаде длабоко. Да, дома е вака, врв улица, затоа што ние го славиме и католичкиот Великден, го славиме и овој нашиот, нели? Почит кон сите. Нормално, за овие празници секогаш си кај ние сме зафатени дома, но односно ја не сум дома. Еве оваа година значи немаше телевизија која не сними прилог. Меѓутоа, знаеш како? Да, убаво се чувствувам. Меѓутоа, кога ќе ми поставуваат едните исти прашања секоја година, веќе малку јас добивам некој отпор. Така што не можам да измислам друга приказка. И не би сакал тоа на народот да му стане досадно и да каже, амам бе, овој се е пак. Да, направив ја едно телопче како внимавајте, не отварајте фрижидер овие празници. Да. Па ќе го пуштам утре са бајле, 5 точки. И и така, ајде да не навлегувам. Не, сакав нешто друго да прашам. Зошто остана без видеозапис оваа тема? А и за тоа имам одговор. Едноставно, уште тогаш, меѓутоа како се, значи, тие 90-тите години, за да дојдеш до видеозапис, треба да идеш до Македонска радио и телевизија. А тоа веќе зема одминаа години. Ме разбираш? Немаше некоја друга приватна, како се вика, продукција, за да можеш со неа да направиш договор и да сним. Се уште се работеше до 97-8 се работеше со ВХС техника. И сега со ВХС техника да снимеш такво нешто, па и не знам, не сум нешто размислил, бидејќи нема никакви ефекти за да може да се направи со таа монтажа и со таква една техника. Тоа е една, да кажем, од причините. Меѓутоа, една од најглавните, кога цело време размислувам, па секој си има своја верзија на Великден. Значи, секој може да си ја сними како што или да си ја замисли како што знае и уме, како него му одговара. Можеби, мојата верзија има да го насочи на сосема нешто друго и да не испадне од тоа. Ете, тоа е единствената причина. Ламбе и Пепа. Соработката со Ламбе испадна сосема случајно. Сега ќе го кажам овој податок, што не сум го кажал до сега, меѓутоа го имат новинари напишано во, поготово се Таушанска во новиот број на Нова Македонија. Ние со Ранко се договаравме за Тоше да ја пее песната. И со Тоше цело време бевме во договор. Дури последниот пат кога се видовме на неговиот последен роден ден во Крушево, во дискотеката, не знам сега се бори како се вика, не е битно. Се договориме да кога ќе се врати од Лондон, бидејќи имаше таму некои снимања, дека таму некаде при крај на август месец, пред кога ќе заврши турнејата со Австралија, така нешто беше, дека веќе седнуваме и ја правиме песната. Меѓутоа се случи тоа што се случи. Дојде наредниот Великден и Ранко вика, Џока, вика, што правиме сега? Кого мислиш? Викам, што да мислам, не знам. Не знам кого би одбрал за тоа. Што велиш, вика, за Ламбе? Дечкото е, вика, сега во подем, го сакат младите. Викам, зошто да не? Прави, вика, муабет. И тоа беше таа верзија. Што е причината да се направи нова верзија? Затоа што ова сега ние што го слушаме на радио, што иде со мене, ја што е пеа мојата оригинална верзија. Таа верзија е снимната од касета. И нема добар саунд. Односно она, ај сега за тие што се разбират во музика знаат, нема значи дубина, нема јачина, нема оние параметри што мене радиото на времето ми ги бараше. Зошто? Затоа што оригиналот на таа песна е во Македонската радио телевизија, беше на една пита, нели, на една лента, која тие ја искористи за да снимат седница на собрание. Значи ја немаме оригинал. Оригиналот го немаме. И затоа ние предовме за да направиме, односно Ранко
инсистираше на тоа, вика, многу ми е тенко, вика, на радио, мораме нешто појако. Тоа е тоа. Ова Пепа што го направи, тоа е феноменално, мене ми се допаѓа. На вистина, затоа што сосема еден поинаква верзија, Женска, може би. да кажам, женска комбинација на Велингден. И тоа е добар, многу добар аранжман на Дамир и Мери. Степче тука одлично ги освири и гајдите, и кавалите, а Пепа феноменално отпеа, она има своја карактеристична боја и на глас, што мислам дека ептени и легна песната. Тоа е она, тоа се приказ. Има и техноверзии, има неколку техноверзии кои се навистина добри. Не знам сега, со ковидот испадна сосема друго, сосема поинаку, иако на некоја рака ги бев против тоа да ми се користи музиката со друг текст. Знам дека еднаш комитите ги одбив, што ми сега веќе ми е криво. Сега веќе ми е криво, комитите ми ја бара уште пред 20 години, дали можеме на таа музика, вика, да ставиме наш текст. Да, ја викам, немојте, викам, ве молам, само викам има да ја расипите. Знаеш, меѓутоа еве сега. Еве ги повикуваме, ако се уште не слушаат, може? Да, ако се Ако се уште се за, може. Да. Сега веќе може. Да. Сега веќе, како што кажем, не е моја песна. Така е, да. И за крај, може да запееме пред Пепа да слушнаме со видеозапис? Со овој глас? Да, со овој, со секаков глас. Не е важен гласот, важна е љубовта. Ајде. Пред да ја запеам, јас сакам да ги поздравам сите од Телма телевизија. Пред се техниката, снимателите, монтажерите, организаторите, кои уште. Ми фали од Телма, ми фали да кажеме, Јагода ми фали, да ми каже где си бре Улјаник, ми фали Томче, само Томо ми фали на друг еден начин, нема да го кажам, затоа што е малку поинаков, ќе биде во контекст ова. Ми фали Ристо, иако сите не го сака, нешто со свирење, со рацете во джеб. И шо ми фали таму? Ми фали Нико. Нико ми фали, Дени, и едниот и другиот. Ете, фала многу. Кој ми фали? Не знам сега овие новите. Да, сега имате и нови. Од новите Тина ја знам. Поздравете ми ја Тина, само не на црвена линија, дајте и нешто адекватно што ја одговара, некоја детска емисија, и така ја немате, нели? Црвена линија. Ти на која линија си? На лице место сме, Джукс. Да, през жута линија. На лице место през жута линија. Ќе пееме? Да, ќе пееме се. Ама чекај, филмска, Гоко да ми го поздравите многу. Жане да ми ја поздравите, со Жане ги правиме синхронизација на цртани филмови. Фани, Ѓоко монтажа, Игор, чао на сите. Ајде са пееме, доста е. Честит Велингден. Ајде да пеам сега, иако не сум баш нешто, али ќе се обидам. На Велингден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде, Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде, Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам.